За прв пат оваа година во Домот на култура Илинден се отворија денови на книга кои ќе траат од денеска до 31 мај секој ден од 10 до 20 часот. Деновите на книга се организираат во рамки на литературната манифестација Илинден 2013 која се одржува 14 година поред. Во деновите на книгата каде се изложени околу 200 наслови ќе биде промовирана книгата ВМРО 1893-1903. Поглед низ документи од професор доктор Ванчо Ѓоргиев, како и романот И планините од Декна на Халид Хусини. Халид е најчитаниот американски автор во светот кој е со афганистанско потекло и во моментов истовремено овој роман ја доживува својата светска промоција. Централниот дел на литературната манифестација Илинден 2013 оваа година ќе се одржи на 30 мај во четврток, каде учество ќе зема домашни и странски автори. Оваа манифестација се организира со цел да се запознае пошироката културна јавност со творештвото и постигнувањата на современата поезија. На овој начин се допринесува за развивање на културната свест кај младите во општина Илинден, но и на сите млади од сите други населени места кои учествуваат на оваа манифестација. Како што најавивме и на почетокот на вестите, гостин во денешното издание на Урбаните вести е градоначалникот на општина Илинден, господинот Жика Стојановски. Добре дојдовте во Урбаните вести. Добар ден, добре најдов. Општина Илинден започнува со подготовките околу манифестацијата, литературната манифестација Илинден 2013. Во Домот на култура денеска за прв пат беа отворени денови на книгата, кои што воедно се и новина во одржувањето на оваа традиционална 14-та поред литературна манифестација во Илинден. Ке може ли да ни кажете повеќе детали околу овие денови на книгата кои што се одржуваат во Илинден? Драго ми е што во текот на оваа недела ќе се одржуваат во општината Илинден, во Домот на култура, денови на книгата, 5 дена од денес понеделник до петок, во текот на целиот ден ќе биде отворен Домот на култура за сите посетители, за сите љубители на книгата. Има изложено нешто повеќе од 200 наслови, најнови хит изданија, книги кои што убеден сум дека секој читател и љубител на книгата ќе може да најде нешто за себе. Целта е да ја приближиме книгата до сите корисници, од најмладите, од учениците, студентите, а се до највозрастните, да најдат многу близок пристап. Тоа ни е целта во општината Илинден. Со создадените услови, со изградба на Домот на култура, возможивме поблизок пристап кон сите љубители на книгата. Создадените услови го прават тоа. И би сакал да истакнам дека во текот на целава оваа недела може да се посети општинската библиотека, која што неодамна беше пуштена во функција. Во неа исто така има голем број на книги, има литература од стручна, белетристика и така натаму, се она што би можело еден љубител и студент, граѓанин да најде, пред се да се стекне со нови знаења, а исто така и да се информира за новите трендови, движењето на новите трендови во литературата. Така, оваа манифестација денови на книгата се одржува во пресред на главната манифестација, литературна манифестација Илинден 2013, која што оваа година се одржува по 14 пат и ќе се одржи во четврток на 30 мај. Како општината е подготвена за тој ден? Да, 14-та литературна манифестација Илинден 2013 година. Во текот на манифестацијата се наоѓа и централниот настан, тоа е во четврток. Ќе имаме промоција на најнови поетски книги од 10 млади автори. Значи, отстапуваме пред се простор на младата генерација македонски автори, за да можат да се промовира, да може да ги промовират најновите 10 изданија. Поетскиот митинг што носи име Ветерот донесе убаво време. Така. Промоцијата на најновите поетски книги од 10 млади автори, каде што промотор ќе биде професор доктор Кристина Николовска. На 30 мај во четврток во 20 часот во Домот на култура Илинден. Општина Илинден во изминатиот период
еве 14-та година, како се негува традицијата на културата, литературата, пишаниот збор, многу поети поминаа низ општината. Сега, оваа година има малку изменета програма од 5 дена, каде што еве во делот ќе биде промоција, односно стапување на време на најмладите автори, тоа се 10 млади автори со 10 своји книги и еве би сакал да ги поканам сите љубители на поетскиот збор да повелат во Домот на култура, ќе се изненадат од убавите пишани зборови. Така, оваа година ова манифестација за прв пат се организира во Домот на култура Илинден. Така, во новиот Дом на култура Илинден, каде што имаме одлични услови и во делот на манифестацијата ќе биде промоција и на уште една книга, уште еден интересен наслов од господинот Ванчо Ѓорѓиев, ВМРО 1893-1903, поглед низ документи. Интересен наслов, интересна содржина и од професор Ванчо Ѓорѓиев, промотор ќе биде професор доктор Далибор Јовановски. 28 мај во вторник ќе биде промоцијата на оваа книга. Целта ни е во рамките на манифестацијата да можеме да промовираме и повеќе изданија, нови изданија. Оваа година ќе промовираме вкупно 12 наслови, 10 од млади автори и 2 наслова кои што сметаме дека се актуелни не само во Македонија во моментов, туку и во светот. Едната е од Ванчо Ѓорѓиев ВМРО 1893-1903 преглед низ документи и втората е од најчитаниот американски автор. Книгата се вика И планините од Екна од Халид Хосейн, најчитан и најтиражен во моментот. А исто така би сакал да истакнам дека од американскиот автор и во светот се вршат промоции на неговата најтиражна книга. Еве и кај нас во Македонија, тоа ќе биде во општина Илинден. Драго ми е што овие промоции се први. И просторот го отстапуваме во Домот на култура, културен објект кој што издвоивме финанси во изминатиот период токму за оваа намена. Така, ќе се стремите ли вие како општина Илинден да ја поддржите оваа акција и да биде традиционална секоја година пред одржувањето на литературната манифестација Илинден 2013, значи овие денови на книга традиционално секоја година да се одржуваат во рамки на манифестацијата? Денови на книгата прв пат оваа година се одржуваат 5 дена во општина Илинден. Инаку целта е да прерасне во традиционална, затоа што во претходните 7 години од манифестацијата Подарете книга за Великденско јајце, символ на Христовото воскресение, успеавме од донатори да собереме нешто повеќе од 23.000 книги. Овие 23.000 книги природно побараа нов простор за да можеме да ја приближиме книгата кон сите граѓани и љубители на книгата. И дополнително во Домот на култура затоа и ги се создаде услов за промоција или денови на книгата. Целта ни е секоја година да овозможиме пристап да ги промовираме новите наслови и изданија. Во тоа ни помагаат голем број на компании, издавачки куќи, институции. Можам да истакнам дека сите преводи од владиниот проект се наоѓаат во општинската библиотека и веќе може студентите да ги користат, да го користат и просторот за учење, за читање во читалната која што има во рамките на општинската библиотека. И би сакал да истакнам дека за зачленување на првите 200 сланарината е бесплатна, обезбедена од страна на општината. Затоа ги поканувам сите љубители да се да ја посетат општинската библиотека и ќе се изненадат колку содржини има во неа. Така, значи општинската библиотека, како што споменавте претходно, беше отворена пред неколку дена и тоа со над 10.000 наслови.
За првите 200 ќе биде членарината бесплатна, а кои се другите поволности кои што ќе ги имаат членовите и љубителите на пишаниот збор во првата општинска библиотека во Илинд? Имат одлични услови за земање книга, читање на книга, користење на книга и дома. Исто така имаат бесплатен пристап на интернет, имаат и опрема, значи се она што има одлични услови за да може да се стекне со знаење. Тоа ни е крајната цел, образованието, знаењето, културата, да ја издигнеме на едно високо ниво со овозможување на знаење, затоа што знаењето е нешто што секогаш води кон прогрес и му дава сигурност на секој поединец, средината и во општината, во локалната заедница. Знаењето понатаму надоградено со практика дава можност за брзо вработување и на крајот за подобрување на условите за живење. Тоа е нашата крајна цел во локалната самоуправа, како да овозможиме подобри услови и поквалитетен живот на граѓаните. Така, овие активности кои што ги презема општина Илинден во делот на културата пред се литературната манифестација Илинден 2013, значи е пред се од големо значење не само за општина Илинден, туку и за Република Македонија. Јас ви посакувам голем успех и вас сосема за крај во гостувањето на Урбаните вести, една порака до сите жители не само на општина Илинден и пошироко за литературната манифестација Илинден 2013. Да, искрена благодарност на сите што ја поддржуваат манифестацијата, на сите граѓани кои што досега дадоа огромен придонес за да се развие културата и во придонес во образованието. Секако дека изградбата на капиталните објекти од сферата на културата дава можности за користење и можности за афирмација на општината. Тука граѓанското учество беше незаменливо, бидејќи дефинираните проблеми и дефинираниот проект изградба на Дом на култура како приоритет го овозможи сето ова. И сега наше е да го надградуваме секогаш, да овозможиме простор за користење на стручна литература, простор за користење на и останата литература во рамките на Домот на култура, секако со поддршка на голем број на институции и граѓани. Ви благодарам многу за денешното гостување во вестите. Ви благодарам.